Расте интересот за IT секторот во Македонија, се повеќе млади сакаат да станат дел од оваа индустрија. Но што е потребно за да се задржи овој кадар во Македонија? Имено и во Македонија оваа индустрија навистина е во подем. Што се случува на оваа тема? Разговараме со Совче Јовановска, генерален менаџер на IT компанија. Добро утро. Добро утро и на вас и на гледачите. Се повеќе млади се заинтересирани да станат дел од оваа индустрија, а од друга страна пак за индустријата на еднината, што некако тапкаше во место наназад години кај нас во Македонија, сега па според бројките, еве и вие според вашата работа ќе кажете е во силен подем. Што се случува? Точен е фактот дека IT индустријата не само во светот, туку и кај нас е во подем и во вакви услови на економска и енергетска криза, не само кај нас, туку и во светот, е некако би кажала подобро да се остане да се работи во IT секторот овде, користејќи го нашето искуство во нашата компанија Scale Focus. Имаме одлични млади луѓе, програмери кои што работат овдека од Македонија, меѓутоа работат за големи светски корпорации. Значи може да напредуваат, да го искористат своето искуство, да научат нови вештини, меѓутоа да се борат рамо со сите нивни колеги од целиот свет. Ова е навистина важно и во услови на пандемиска криза, кога поминавме од моделот работа од било каде, се покажа дека можат компаниите да работат и од Македонија, нивните вработени да бидат тука, а сепак да работат за светски компании. Да, тука дома кај нас, да не мора да ја напуштаат земјата, но да го работат тоа што го сакаат и да заработуваат навистина солидно за наши услови, но и да стекнуваат неверојатно искуство работејќи за тие светски компании. Добро, и сето тоа мислите дека можеби беше клучниот фактор зошто толку отиде во подем овој IT сектор, индустрија, цела кај нас во Македонија? Споредувајќи наназад со годините како било? Па можеби тоа е еден од фактите кои што вие го споменавте, меѓутоа знаете дека живееме во ера каде што инвестицијата во IT секторот веќе не е трошок, него навистина инвестиција за сите компании, па и компаниите кај нас. Она што се случува во IT секторот во светот, вклучувајќи и кај нас, се битни фактори што ние работиме и овде на технологија, која што иста и технологијата што користат IT компаниите во Америка, во Европа. Тоа е една голема предност кај што можете вие од било каде да работите на истата технологија и да реализирате проекти кои што се на светско реноме. Она што исто така е важно дека кога работите на такви технологии, вие можете да напредувате. Може да напредувате не само како вештини и софтверски вештини, да кажам, меѓутоа можете да учите некои други soft skills вештини и меки вештини во кои што можете да се развивате како професионалец, да стекнувате ноу-хау и така да развивате вашата кариера. IT кадрите не само во Македонија, туку во светот имаат таа можност да бидат лидери во иновативните проекти. IT индустријата носи нови иновации, меѓутоа исто така е битно дека се движиме во свет во кој што треба се да се дигитализира. Тоа значи дека ќе ни требаат нови иновации, нови софтверски решенија, а за тоа секако ќе ни требаат и нови IT кадри. Индустрија на еднината, нели? Така наречена. Добро, што треба, еве постојано зборуваме, младите се заинтересирани, повеќе од било кога сакаат да влезат во индустријата, добро, изучуваат и факултети и така натаму, но што треба да поседува еден млад човек за да влезе во оваа индустрија? Кои се тие вештини, знаења? Постојат два начина, нели, ако редовно студирате на IT факултетите кои што се нудат овдека и во светот, меѓутоа многу е битно за млад човек да тој биде да има амбиција, да знае што сака да постигне и многу е важно да свати дека овој сектор е сектор кај што може постојано да учи или мора постојано да учи, или треба постојано да учи и да се наградува. Во моментот, не само кај нас, но и во светот е недостатно вакви IT кадри и ние се обидуваме исто така и како компанија да помогнеме на дел од младите луѓе за краток период преку нашата Scale Focus академија да им помогнеме да го остварат својот сон. Односно за 3-месечна бесплатна академија да се усовршат за една од вештините кои што би работеле понатаму во нашата компанија и како такви да се го остварат својот сон. Односно да можат да живеат живот кој што ќе биде, да кажеме, со малку подобри плати, со подобри услови за работа за разлика од другите и ќе имаат можност да напредуваат понатаму. Да ги обучите младите за да можат подоцна да работат во компанијата и да бидат рамо до рамо
да речеме со некои кои што се надвор од Македонија, па ќе кажеме на светскиот пазар. Заинтересирани ли се? Да. Да, се Можам заинтересирани. да кажам дека постојано организирате нешто, еве според она што можете на пазарот на труд, еве може така да го кажам, на вашиот сектор да видите, младината сега е повеќе заинтересирана и подготвена за овој сектор? Па тоа е многу релативно, се каже, кога збориме сега, зависи во кој дел за кои технологии. Ако зборуваме дека сме во дигитална ера живееме. Да. Меѓутоа, во самата информатика веќе толку многу има подобласти, технологии различни, иновациите се движат многу брзо. Меѓутоа, она што ние како компанија користиме да биде на некој начин како катализатор на развојот на овие заедници. Ние ги поддржуваме заедниците кои што постојат овде во Македонија, тоа се луѓе кои што IT експерти, кои што за одредени технологии се обединуваат заеднички за да можат да споделат своји искуства, практики, лекции она што научиле или да си помогнат при некакви предизвици или проблеми. Ние како компанија со нашите експерти, луѓе кои што работат на нашата компанија, активно учествуваме на таквите заедници, на нивните настани преку наши луѓе кои што дебатираат за одредена технологија или пак со наши презентации за да покажеме оно искуство што сме го стекнале преку работа за големи компании, иновативни проекти кои што ги работиме надвор во светот, да го споделиме за да може тој интерес да биде уште поголем. Генерално сите компании, сите IT компании во Македонија вложуваат во овие кадри, не само оние кои што работат во нивните компании, туку на некој начин сите го поддржуваме тој екосистем за да можеме да помогнеме и на школството. Ги знаеме капацитетите на нашите IT факултети, меѓутоа тука сме заеднички да помогнеме на многу млади луѓе да им помогнеме да го остварат нивниот сон и да почнат да работат во IT индустријата. Споминавте уште во првото прашање во еден дел од одговорот дека имаме технологии, дека можеме да конкурираме и да бидеме рамо до рамо со светски познати IT компании. Токму така. Но сме од Македонија. Многу малку се зборува за ова. Па кога ќе видите мониторот од 15 или 17 инчи е истиот или компјутерот кој што го користи некој програмер во Америка, во Европа и кој што го користат нашите програмери. Ние како земја единствено во таа индустрија можеме да конкурираме надвор и тоа е факт. Сите IT компании покажуваат дека ние можеме да правиме софтвери, поготово можам да зборувам во име на нашата компанија Scale Focus, ние правиме софтвери кои што се иновативни за големи корпорации, за компании од листата на Fortune 500 или големи светски корпорации каде што ние покрај нашата софтверска експертиза им нудиме дополнително наше ноу-хау како тие да ги иновираат нивните процеси во работењето, на тој начин и ние да им помогнеме заеднички да растеме во развојот и на тие индустрии. Така да слободно можам да кажам дека она што се работи овдека во сите IT компании, не само во нашата компанија, го работат и програмерите, односно IT компаниите во светот. И тоа е шанса како треба овој сектор да се помогне за да може да расте уште повеќе во иднина. Што е оно што најмногу му треба на IT секторот во моментот? Млад кадар? Кадри. Тоа чекав да го кажете, оти некако се проткајува прашањето додека зборуваме младиот кадар. Да, тоа е нашиот капитал на сите компании во IT секторот. Нашиот капитал се младите луѓе и ние се обидуваме преку добри услови за работа, преку солидни примања, преку постојано унапредување на различни вештини, преку различни бенефити да им помогнеме да го дадат својот максимум кога програмираат, кога работат, кога иновираат и на некој начин да возможиме се она што им било сон додека учеле, додека биле деца да го реализираат. И ги задржувате ли во Македонија со тоа да завршиме? Па фактот дека с оглед на тоа дека пораснавме од ние во нашата компанија, ниво на компанија постоиме 10 години. Во Македонија како странска инвестиција се појавивме во декември 2019 година и од 10 стигнавме во повеќе од 150 луѓе, тоа значи дека нудиме добри услови за работа, отворени сме за млади луѓе и се надеваме дека во иднина ќе го ствариме нашиот инвестициски проект и дека бројот на млади луѓе талентирани ќе работат кај нас, ќе уживаат што работат кај нас, а ние на тој начин ќе растеме како компанија. Се надам дека и други компании ќе го следат вашиот пример. Благодарам што бевте гостинка, успеавме накусо, но да го задржиме, се надевам, вниманието за IT индустријата и за потребата од младиот кадар, но и она најважното дека нашиот млад кадар тука технологија и можности конкурира на светскиот пазар. Благодарам и се надевам дека младите луѓе и оние кои што можеби не се уште дел од овој IT сектор, ова ќе биде добар предизвик да ги поттикнеме да почнат да размислуваат дека навистина убава еднината кога работите во IT секторот. Благодарам. Ви благодарам и на вас за поканата.